Продолжуваме понатаму со утрински печат. Следна моја и последна за денеска соговорничка ја имаме Ивана Кнез, која што е наш, за мене еден од највпечатливите модни дизајнери, со кој што ќе зборуваме за се што е ново кај неа, за она што ја поттикна да избере оваа интересна професија. Дефинитивно за македонско тло не толку атрактивна, како да кажам, морам да бидам реална. Ивана, добро утро и добре дојде во утрински печат. Добро утро, добро најдобро, благодарам на поканата. Добро утро на сите. Како почна денов? Со брзање. Затоа сум мога за едно мало кардио пред нежно. Не знам колку се запознаени нашите гледачи, меѓутоа ти си пред онаа титула дизајнер, дипломиран костимограф на Академијата за убави уметности во Белград. Дали тоа значи дека љубовта почнува со љубовта кон костимот, па преминува во дизајнерството како твоја професија? Кај мене беше многу чудна цела таа спојка. Јас сакав да бидам глумица. Едно ние девојчиња како мали, што сакаш да бидеш глумица. И во нели нашиот свет тоа беше важи, нема проблем, сигурно ќе бидеш глумица. И се случи да одам на часови, бидејќи имам позната сум по тоа колку сум своја глава и колку рушам зидови со рогови, без рогови, више не се знае. И дупка имам сега. На мој начин издействував и излактав дома. Се сеќавам дека моите беа експлицитно татко ми покоен беше баш против да јас одам на уметничко средно училиште. И од оваа перспектива го обожавам за таа одлука, бидејќи за волја на вистината во Орца Николов, моја генерација, ние излегувме писмени. И сето тоа понатаму и така ми се најде во животот. Но го натрав да ми потпише документ дека доколку завршам средно по негов избор, со 5.00, нели? Пише, викам тука подпис, кога ќе завршам, одам на академија што ја сакам. Добро, нема проблем, човекот си потпиша. Да, си потпиша и дојде ред, ја донесов документот кој ги донесов петките. Ајде сега да одам на академија. 4-та година средно одев на часови за глума кај господинот Димче Мешковски, кој што е еден гениален човек и гениален ментор. Димче беше тој кој што, додека да речам, нели, јас со моите афинитети и амбиции дека ќе станам глумица, ги разгледував и текстовите, си цртав од страна. И на крај, кога беше тој ден кај што се дела дипломи и слично, само ми рече, може ли, вика, сугестивно, послушаме, сакаш не. Цело време вика шкрткаш и цело време ги шкрткаш, вика, костимите на улогите. Вика, те молам оди на костимографија. Вика, одамна немам видено некој вака да е залепен во овој правец. Вика, не мора да ме послушаш. Не, викам, не, ама вика, пробај, вика, види дали ќе се најдеш. И она 95-та, како го викаат мушкарциве минута, у последна, јас се одлучив дека ќе станам костимограф и отидов со документот кај татко ми и реков, ајде сега, јас си најдов академија, си најдов стипендии, бурум, повели, одам. Сега тука нема. Па ти си ја завршила нема тука, не. Беше беше сега, окей, на твоја одговорност, на твој ризик. Претешко беше, се уште е, поготово на ова тло, поготово со оваа политичка сцена, со сите услови каде што не убиваат како една уметничка сфера и култура, каде што ние немаме култура, нели, за жал. Јас си знам како, нели, со мој наскоро 38 како истерав. Ама да можам пак одново би го одбрала тоа. Не станувам додам на работа. Секој ден. Да. Се уште многу активна, значи јас те пратам и на социјалните мрежи, се уште многу активна со дизајнирање. Кажи ми дали модниот бренд останува драма? Јас останувам драма, модниот бренд си Ивана Кнез и Лавкец. Од најтехнички причини се случи таа промена. Имам роднина кој што е во IT сектор во Австралија, во Богу и Залеџи, е доста успешен на таа тема. И кога разговаравме и пред 14 години кога разговаравме за брендот и тогаш ми рече, молам немој драма, ми вика, преуниверзално е. Значи пред 14 години човекот ми рече ќе дојде ден каде што сите ќе те пребаруваат и нема да постои друго. Така. И ево го дојде денот. И вистински испадна дека драма е преуниверзален термин и не можеш нигде да дојдеш до израз, но Ивана Кнез е само едно. Така е. Кажи ми каде е достапна Ивана Кнез? Само онлайн. Значи, мојата одлука беше донесена пред корона.
корона. Корона ми беше под знак наводници улеснителна околност, бидејќи јас не паднав толку многу кога се случи короната, од проста причина што јас веќе бев одлучена да се префрлам во онлайн светот. И тоа на многу несекојдневен начин. Јас не работам како трговец, туку произведувам. Так. И одам на варијанта custom made и изработка по мерка. И сметам дека секоја жена, поготово да речеме веќе сум во тие години, каде што јас кога ќе влезам во било која продавница од се што е достапно во однос на трговија, јас никогаш не можам да си најдам нешто што е по мене. Да, како за И да тебе, ми се допаѓа, ако ми се допаѓа 100% не ми стои. Ако многу дајде и не сум ја некој репер, ништо не ми се свиѓа, ама ако евентуално ми се допадне нешто, значи 100% не ме или ракавите ми се кратки или Да. И сега ние им го оставаме тоа на жените. Во принцип јас го уважавам нашиот род затоа што сметам дека сме уникатни и посебни, единствени, луди, будали, енергијата што го движи светот итн, од нас е за волја на вистината, со помош на лепши род, нели? Ама мислам дека секој од нас заслужува, поготово еве се повеќе и повеќе го увидувам тоа, да го има правото да се дотера. Како год ова да звучи, знам дека се е сега достапно, знам дека за некого ова ќе изгледа како ја сега што ломоти ова, меѓутоа, тоа го работам и костимографски правам истражување пред корона и пост корона, нели, како сите го делиме времето. И пред корона имаше веќе забушај, затоа што нашава моментална економска и социјална состојба е во таму, нели, доле, натака не носат политичарите, и сето тоа удира на моралот на луѓето. Да. И бидејќи сум дел од ова општество, знам дека еве сега вечерва треба да излеземе, сега треба да се дотерам. Не беа ќе облечеме ни фармерки. И 99 веќе од жените одат на варијанта полесен избор. И Да. комфор. Да. И комфор. Кое што манифестира со исклучително голема количина и ниво на несигурност. Кое што манифестира со вишок на килограми, кое што манифестира со пресликување во социјални медиуми, бидејќи се гледаат на старлетите, се што се случува и си викаш, јадеш хамбургер и си викаш, како не сум како неа. Мислам, тоа е она маниакална депресија која што и мање више и во социјалниот свет ни го наметна. Да. Сега, јас решив, како овенче, да се борам против тоа и да им докажам на жените дека ти не мораш да одиш ваму во екстрема или ваму во екстрема. Доволно е да од Сабајлево си решиш чеке малце за мене станувам, без разлика што ти имаш тука 5 деца, 20 мужи и се на окупу. Заборави го тој сектор. Тој сектор како и да е зависи од тебе. И од тебе зависи дека Сабајлево кога ќе станеш, ќе облечеш прекрасен веш. Ќе облечеш еден фустан кој што ќе доликува на твојата градба. Во рете те поразил во еден момент животот и си дошла до еден стадиум каде што да, имаш више килограми, да, имаш стрија, имаш целулит, што и да. Животот е таков и не можеме секогаш да бидеме совршено мазни и извајани. Така е. Сега, само не се подчинувај на тоа. Знаеш, немој да одиш со тоа. Оди против тоа. Кажи си, окей, сега во моментов ги имам 90 килограми, така. Ајде да видам што можам да направам за во овие 90 да се чувствувам добро. Попатно јас ќе работам на тоа за да ги смалам. Но дај да облечам нешто кое што, знаеш, пошто јас сум главен репер за оваа тема, просто причина што имам 100 кила. И ги симнав. Да. И знам како си и ваму, знам како си и ваму. Цел живот сум го јас обожавам да јадам, обожавам храна. Мислам, апсолутно не ни планирам нешто да навлезам у некаква друга екстрема. Е сега нешто како некој диети ќе пробам, живи мајка, ќе видим. Знам како разбираат жените. Бенефитот во оваа моја позиција е тоа што јас сум една од вас. И јас знам дека ве нервира. Мене ме нервира, ќе ги облечам и нема копчаат, готово ги фрлам и толку и облакам тренерки. Да, да. И те вади од памет, ама немојте. Немојте затоа што тоа е првиот пораз. Само не дозволувајте да ве порази животот. Се случило што се случило, сте стигнале до кај што сте стигнали, сметам дека ова важи за сите теми во светот, во животот. Според будизмот вели покори се сам себе, ќе го покориш цел свет. Значи, во оној момент кога ќе успееш да излезеш на крај сам со себе, ништо друго веќе нема ти биде проблем. И ние генерално во моментов живееме таму во еден розев простор, така да го крстам, кај што секој од нас се бори сам со себе. И мажите и жените. Значи ми го наметнуваш прашањево, морам да ти го поставам. Каков е твојот став за боди позитивити? Значи, стереотипите за тоа што е убава жена, како жената треба да изгледа порано и сега се многу различни. Дали мислиш дека треба да се следат стереотипи или треба да го пратиме трендот на боди позитивити или секое тело е убаво?
Значи, затоа што тоа е еден тренд кој што сега веќе и во западното општество пренагласен и се форсира многу. Значи, а зборуваме за некои стереотипи од една страна кои што пред 30, 40, 50 години беа скроз други од оние кои што се сега. На една страна имаме жени кои што се нели во модните магазини кои што се екстремно слаби и представуваат некаков стереотип за тоа што е женска убавина, а од друга страна веќе на пример музичката сцена, големите холивудски оди во друга екстрема, дека треба да се нели соочиме со тоа дека изгледаме убаво па и ако сме дебели. Ајде да има многу повеќе вака начини како можам да одговорам. Еден од одговорите само си го даде, одиме од екстрема во екстрема. Костимографски, секој период од човештвото си има свој пандан за убавина. Вистински, сликајте се сите, убавината е внатре. Значи, убавина нема врска со естетика. Убав човек е убав човек, каков сака нека биде. Тоа што за жал се наметнува овде, на запад, па на запад повеќе, бидејќи сум била и на исток, исток е друг. На западот што го наметнува и го форсира и го пропагира и ти вели: слушај, јас имам да ти продадам фустан 38-ица, значи ти мораш да бидеш 38-ица за да бидеш убава. Така. И тоа е капитализам, чист. Сега, од аспект на жена, сега јас ќе ви кажам нешто најдобронамерно, може ќе ме распнете после ова, не знам. Зошто мислите, се извинувам за србизмите, вчера гледав српски филм, зошто мислите дека гојазност е убава и прифатлива? Зборуваме пред се за човечко здравје. Нити е во ред да си 34 конфекцијски, нити е во ред да си 54 конфекцијски. Ајде да се најдеме на средина, ајде да се договориме дека тој целулит, тие масни наслаги, сакаш признај, сакаш не, твое, ако не ми веруваш, прочитај, ако не кеш да прочиташ, прашај доктор. Делува на холестерол, така, на хормони, најмногу пред се на хормони. Јас дознав, еве ви женски една информација од прва рака, јас го јадев стапот. Гојазност предизвикува прерана менопауза. Не можете да ми кажете дека треба да се прифатиме гојазни. Не ви го прифаќам. Прво и единствено од здравствен аспект. Така. А за убавина, ти ако си 100 кила и 50 кила, навредуваш, не почитуваш, правиш заврзлами, лажеш, па не си убав човек, бре човече, толку просто едноставно. Што сакаш тај на тебе, какви сакаш трепки, како сакаш окити се, мислам. Да не се лажеме. Да. Вистинските вредности се изгубија во еден вртлок на финансиски потреби. И се знаеш колку е да ова клише за една помлада генерација, ќе бидам една бабетина која што блебете овдека, но ќе дојдете на мое, бидејќи јас сум била на ваше. Така и јас бев млада, јас бев бунтовник, јас шетав со кратка црвена коса бричена од оздола, мислам, и со јамболи на мене. Тука тоа е убавината на младоста. Так. Да си изгубиш, да не знаеш кај тераш. Меѓутоа доаѓа еден момент кај што мораш да пресечеш. И ќе си речеш, окей, јас ќе живеам со 100 кила и за 10 години од денеска ќе дремам по сите можни доктори, или дај да видам што е работа, дај малку да се средам, дај малку кардио, дај малку добра исхрана. Не треба многу малку треба и не чини. И не чини, ако се одлучиш. Да, добро. Секако мора да нагласиме и оној другиот, онаа другата крајност, значи да не се оди пак во изгладнување. Апсолутно не. Да. Јас имав пријателка булимичарка, не сакате да знаете што е тоа. Тоа е па една друга екстрема. Да. Значи апсолутно нема потреба да се оди ниво преслабо, ниво прегојазно. Си има една златна средина. И знаете како, во оној момент кога ќе ја фатите таа златна средина сама со себе, некако се почнува да се лепи. И се си наоѓа некој баланс во животот. Тоа обично се слушува, викаат после 30, само ја мислам дека ако си доволно паметен ќе го фатиш на време и нема да се ограничуваш со години, со временски рамки. Но навистина убавината е таа. Убавината е да си најдеш некоја златна средина, па да, претари после облакај шлукици, светкај, окей. Да. Лепи се со трепки, ставај коси. Што сакаш прави човече? Да. Биди здрава. Знаеш, биди здрава личност. Пред се. Пред се. Добро, сега ќе те навратам малку на дизајнот. Не знам, некаде прочитав дека во однос на дизајнирањето започнуваш со аксесуари, модни додатоци. Да, почетоците ми се тоа. Да, мора Love Cats да го спомнеме, логото кое што го носиш, се разбира. Инспирацијата за него приказната со твојата Радован. Љубов Радован.
Да се надоврзаме на 20 години, на вистина немав појма што правам. Знам дека ми беше овозможено да студирам тоа што го сакам. Знам дека после студиите требаше да завршам надвор од Македонија, останав овде. Нема да раскажам таа приказна, има по други интервју, да не трошиме време. И знам дека дојде момент кај што ќе треба да пресечам. И на 21, 22, кој ќе ти дојде момент кај што некој ќе ти рече, ма мораш да пресечеш. А ти не знаеш малку некои работи, да не речам скоро па воопшто. И колку год да мислите дека на 20 знаете, врска немате, одма ви кажам од старт, да не ве лажат родителите и општеството дека сме паметни, не сме, допрва почињаш изени. И јас имав едно пувче од мачка, кој што ми почина лани, Радован, 15 кила мачор, најубавиот мачор на планетава Земја, изваден од контейнер. Ете, пошто позната сум по тоа дека туку прибирам по нешто. И седев на работна маса и имав една ситуација кај што ја требаше да одлучам после едно 3-месечна депресија кај што не знаев што со себе, требаше да одлучам што да направам. И седа вака бојци, тука хартии се. И дојде тоа ѓубрето, се качи на маса и ми избутка се. И седна. И го гледам и викам, ти си, ајде. Ево Радован. Ево го Радован. И така започна цела моја приказна. Започна со аксесуари некако малку и наметнато од проста причина што тогаш јас си почнав со моден дизајн, ама ја немав храброста што имав сега. Не најдов на позитивен фидбек, многу беше одскокнување од тоа што е познато. И ме фатија неспремна. И паднав многу исто така. И си реков, окей, ќе продолжам со аксесуари, но пак се вратив на гардероба, иако сега веќе прилагодена по годините, но тоа не значи дека во еден момент нема па да одлепам, нели? Тоа не се може. Ако и треба. Креативноста многу се граничи со тој момент на одлепување. На лудило, точно. Да. Тенка е границата, посведочено. Апсолутно. И сега кажи ми, неблагодарна е малку работата со клиенти секогаш. Значи, секогаш има клиенти кои што знаат да те ограничат. Колку имаш тешки клиенти, колку знаеш добро да се справиш со нив? Абе, сега добро да се справиш. Уште знаем се качи притисок. Не викам дека не можеш. Мислам, пак ја кажам, ја не работам работа. Јас си го живеам животот. Толку е. И сега тука е и на некој начин и го вклучено, знаеш, некој кој ќе ти го нападне тоа што си го направил, значи тука те дира малце однатре, да не се лажеме. Да. Е, сега разликата е што пак ја кажам, на 25 си еден, на 35 си друг. И сега јас не можам, знаеш како не можам да ги направам сите среќни, не сум текила. Значи просто едноставно мора да има жени со кои што нема, поготово жените, ние сме посебна категорија, нели? Не можеш да клапнеш со секој и не може на секого да му удоволиш. И сега за тебе ќе бидам најдобра на цел свет, за другарката ќе бидам ништо, никој ништо, така. Е сега ми требаше време да го сварам тоа. И еден мал совет за сите помлади. Ништо не е лично, иако си го сваќаме тоа лично. Ама ништо не е лично. Тоа е нивна перцепција и нивна манифестација, тоа не значи дека ти си тоа. Така. И ми требаше и долго време да се одделам од работата, да сама со себе се договорам дека јас не сум мојата работа. Дека просто едноставно една Ивана во пижами дома, а друго е тоа што Ивана го прави пред цел свет. И со социјалните медиуми тоа малце вака им дадовме велики брат на сите да гледаат се. И сега малку и не се знае кој кај тера, ама кај да е уште малку ќе се постават работите. Ќе биде Енди Ворхол момент, ама ајде, здрави, ќе почекам. Морам да приметам, ги спомна социјалните мрежи, јас како што кажавте пратам, она што морам да го потенцирам и да го кажам како факт кој што верувам дека многу мина и не го знаат. Значи, твоите дизајни, твоите колекции кои што ностоп ги гледам и ностоп има новитети, се многу достапни за секого. Да, тоа го одлучив пред короната. Така, значи тоа е нешто кое што е многу важно, достапна, од проста причина што се налутив, зашто жените не сакаат да се дотераат и изговорот им е скапо ми. Така е. Е сега, еве не е. Ај дотере се. Ај не облаке тренирки. Ајде. Па тоа. Сега нема кај да те видам се. Ајде. Да. Дури и сега започнуваме една линија која што ќе биде посвечена под знак навода, иако јас не ги делам лично работите, меѓутоа разбирливо е дека жените ги делат. И сега ние ќе започнеме сега со една линија на посвечени фустани кои што ќе бидат повторно подостапни. И дури нема да имаш потреба да одиш у таа екстрема, бидејќи како жена искрено како Ивана, еве тука ги имам измешано работите. Јас не го разбирам она дека јас денеска треба да дам 500 евра за фустан кој што ќе го облечам само еднаш, ма боже пази. Нели. Значи шанса нема.
Прва работа, ако си купиш моје парче, сакам да го носиш, бре човече. Сакам да се чувствуваш прекрасно, сакам да се смееш, сакам да лепиш на тебе позитивна енергија, сакам да се залепиш љубов живота на него, он да ти го соблака. Значи сакам да ти се случуваат работи, спомени. Не да се сликаш на Инстаграм, не ми менува тоа. Мене ништо не ми менува тоа. Да. Значи, мене ми е потребно да ве видам јас среќни, од проста причина, знаеш како, сите среќни, ти среќен. Просто е. Толку. Да, што мислиш за онаа парола, дали многу е важно она што ќе се облече ако знаеш да го носиш. Колку клиентите знаат да износат твојата облека? Па, да бидам искрена сега, ајде, во последно време не ги толку многу пратам работите, бидејќи имам девојка која што си го работи тоа, но ајде вака, причината заради која што одлучив јас да се фотографирам во моите производи беше наметната од моја тогашна асистентка Ивка. Ивана беше Ивана исто се вика, Ивче ако гледаш те бацнувам. Ивана беше таа која што ми дојде и ми рече: "Бе, слушај ме, вика, немој да ме зезаш, вика, жениве доаѓаат, вика, ми покажуваат слика со тебе, вика, џабе ги сликаш сите. Џабе, вика, со сите работиш со цела естрада, вика, џабе ти е, вика, искрено ти кажувам." Бидејќи таа беше постојано на работа, јас не бев присутна. И ми вика: "Дајте молам, вика, да направиме нешто, вика, дај биди ти таа што, вика, ја ќе те сликам." И така започна целата работа. И се до ден денешен се држи како вистинска. Значи, штом фотографирам нешто на мене, па дури еве моментов влегуваме на Косовски пазар, на Косово немаат поима која сум јас. Да. Но одат со сликата, како девојката. Толку. Значи, девојката си го носи тоа. Знаеш да го износиш. Да. Твое. Се. По тоа што, например, го имам испратено и по клиентки со кои што се уште имам еден на еден комуникација, со кои што сум во друг стадиум на соработка, значи веќе не ни комуницираме на ниво на класично ниво, можам да видам дека секој од нив, поготово тие што ми се, да речам, со години што работам со нив, секој од нив си има свој начин на манифестација и да ви кажам искрено пресреќна сум. И, знаеш, пак ќе кажам најважното нешто што ми е што кога ги видам онака насмеани, блеснати на сликите, си викам: "Океј, Ивана, добре, терај." Значи, тоа е тоа. Толку, толку, навистина ништо друго не ми е потребно. Само ми е потребно ние жените да бидеме среќни. Кога ние жените сме среќни, светот трга напред. Толку е едноставно. Мене ми беше исклучително убаво да разговарам со тебе од еден ваков женски аспект, да. Јас ти благодарам многу на гостувањето. И јас на поканата. Ти посакувам многу успешни колекции, проекти, модерни дизајнерски парчиња, како што секогаш знаеш да ги направиш, и да се гледаме само за вакви убави работи. Во секое време. Стојам на располагање. Имајте прекрасен ден, сите. Фала ти, Ивана.